По примерот на железничка која го растоварува централното градско подрачје и улицата широка во населбата Бајрија добива улогата на обиколница. Населбите Стрелиште и Ушици кои пред извесен период се поврзаа, сега и широка им се припојува кон нив со продолжување од 826 метра. Се гледа еден момент каде што граѓаните не можеа да продолжат поширока да дојдат до улица Кокуш. Практично пробиена е ова улица, пробиен и овој крак и во моментов се финализира делот каде што веќе е поставена канализација, каде што е поставена водоводна мрежа, се поставува улично осветлување и се разбира на крајот сето ова ќе го асфалтираме. Значи целиот овој проект е во вкупна вредност од над 30 милиони денари. Значи исклучително значаен и мислам дека ќе биде една голема придобивка за граѓаните, така што се надевам дека со ваквиот интензитет ќе помогнеме повторно на повеќе сегменти од нашата општина. Знаете дека не е целта да се лоцираме само на едно место, туку да опфатиме поголем дел од урбаните места кои што бараат интервенција и се разбира од руралните места. Водоводна мрежа од околу 600 метра, 512 електрификација и околу 500 метра канализациона мрежа веќе се поставени и се чека асфалтирање. Учествувавме со нашо настани основна дејност, значи ја направивме канализацијата. Тука имавме еден проект некаде над 7 милиони денари. Се разбира, тука учествувавме и во друг дел каде што можевме да помогнеме, значи ги подигнавме шахтите на ниво за асфалтирање. И во секој случај, значи ние како нискоградба и претходните 3 месеци во отсуство на градоначалникот ревносно и редовно и без никаков застој се завршивме нашата работа со нашите обврски. Овој проект од големо значење за локалното население. Вакво пробивање на патот се случува за прв пат во Битола од оваа власт. Се врзува северниот дел на Битола со јужниот дел на Битола, со Бајрот. Односно, сите патници и коли што доаѓаат од Демирхисар, Киче во Прилеп, Битола ќе се изостави и ќе се оди овде. Затоа се оди на широк проект. Градоначалникот информираше дека неговото отсуство од 3 месеци во изминатиот период не влијаело на роковите и активностите во оваа градежна сезона, зашто истакна дека во овој нареден период јавноста преку медиумите ќе ја информира за реализираните, тековните, започнатите и завршени проекти.